Нема човек кој што не е заинтересиран за подобри здравствени услуги, кои што никако да ги добијат во оваа држава, и покрај сите реклами и потрошени пари скапи во делот на здравството. Јас би сакала министерот да објасни зошто во 2009 почнатиот проект ИЗИС, популарно наречен ИЗИС или интегриран здравствен информатички систем, сега му се менува насловот со Национален систем за електронски евиденции во здравството. Најверојатно, предпоставувам дека треба да се смени називот за да се заташка работата, она што беше започнато во 2009 година и самата влада си даде рок за завршување на проектот за 2 години, се уште не е завршен и сега треба да се смени насловот за да се каже дека еве имаме нов проект во здравството. Завршен е стариот, ќе почнеме нов. Лаги со опашки. Но вистината е следнава. Од 2009 година постојано се одвојуваа милионски суми, некаде над 200 милиони денари за овој интегриран здравствен информатички систем, со кој што средства одвоени од буџетот требаше сите граѓани, секој поединец да добие здравствена картичка електронска и тоа платено од парите на буџетот. За да пред година и нешто бидеме сведоци да се поднесе предлог од страна на владата дека тоа било само шала, секој треба да си ја плати собствената здравствена картичка, а парите кои што беа одвоени од буџетот за електронски картички, никој не знае каде завршија. Најверојатно, можеби за членски книшки на ВМРО ДПМН членовите. Тоа е прашање кое што треба некој некогаш да даде одговор. Сега само предпоставуваме. Исто така би сакала да го прашам министерот доколку е ова добра работа, зошто се уште овој закон за евиденции во областа на здравството не го носи европското знаменце. Затоа се сомневам дека ова нешто е исправно, се уште ги немаме достигнато ЕУ стандардите и мислам дека сме далеку. Доколку не беше така, овој предлог на закон или измена на закон сега ќе го носеше европското знаменце. Понатаму би сакала да го запрашам министерот, колку пати, министре, досега се изработуваа програми за овие евиденции во здравството? Јас знам некаде 3-4 програми беа менувани и тоа можеби во почетокот на една година до крајот пак имаше измени во тие програми. Знаете ли колку ги чини тоа јавните здравствени установи? Сигурно знаете, бидејќи вие треба тоа да го платите. Но дали знаете колку тоа ги чини и приватните здравствени установи? А повеќето, над 80% од нив едва обстануваат. Малку им ги накалемувате другите дополнителни трошоци за дополнително купување уште еден компјутер, се во смисла на овој досега така наречен интегриран здравствен информатички систем. Мора да купат не само еден, туку 2 компјутери. Неколку пати им беа менувани програмите, софтвери. Треба, министре, да дадете одговор. Јас кога ќе завршам, тогаш ќе ме врашате. Сега не ве слушам без вклучен микрофон. Значи, треба да дадете одговор колку чинеа овие програми, зошто толку често се менува, кој ги изработуваше, како тие фирми ги добива тие обврски, односно имаше ли тендери, дали беа распишани, како течеа постапките и зошто толку често се менуваат програмите. За да дополнително им створите трошоци на сите здравствени установи без разлика дали се јавни или приватни, за да не можат крај со крај да сврзат или да се занимаваат со административни работи и дополнителни оптеретувања, да се плашат од инспекциите доколку немаат втор компјутер дека ќе бидат казнети или доколку ја немат купено новата програма сепак пак ќе бидат казнети, за да не ја согледаат реалната состојба во здравството во нашата држава. А тоа значи докторите да не си ги бараат своите права, сестрите да не си ги бараат своите права и сите здравствени работници да бидат толку спуштени до дното, за да изгуби човек желба да студира или да учи во нешто од медицината. Затоа младите бегаат по завршување на факултет
добиваат овде квалитетно образование, за да првата мисла што ќе им падне на ум да одат во било која друга европска земја, каде што знаат дека ќе бидат почитувани како медицински лица, нивното школување ќе биде почитувано, нивната тешка работа ќе биде почитувана, но и ќе биде добро платена, а не како во Република Македонија, каде што немаме ниту закон за лекарска дејност, каде што воопшто лекарите немаат уште пропишано кои им се нивните права и како се заштитени, воопшто не се заштитени, но обврски и казни и деградација на секој чекор и секојдневно. Посебно би сакала, министре, да ми одговорите за сега дали овој така наречен нов национален систем за електронски евиденции во здравството ќе значи нова програма и се тоа на што досега неколку пати го плаќале лекарите, односно ординациите, треба сега да набават некоја нова програма. И жалосно е што никогаш не се известени за новите програми од страна на Министерството за здравство или од Фондот за здравствено осигурување, туку секогаш тоа оди на друг начин. Најпрвин дознаваат фирмите дека треба да се прави некоја нова програма, па потоа тие си држат некои обуки нивни, така наречени обуки по здравствените установи, дали во јавните, па ги собираат и приватните. Ова е, значи, праксата досега што се случуваше. Лекарите се збунети зошто ова не го прави Министерството и не знаат дали е исправно, дали треба да набават таа програма, да платат толку пари. Затоа се случуваше хаос во ова одлучување од страна на приватните здравствени установи, дали треба да купат некоја програма од една фирма, најчесто, значи, една фирма го нудеше тоа. Ве прашувам, министре, која е таа фирма? Вие знаете и јас ја знам. Како таа најпрви пред медицинските лица дознава дека програмата според која работате сменета, која формираше цената што треба да ја платат тие приватни здравствени установи? Јас сум сигурна дека вие за сето тоа знаете, но досега не сум слушнала ниту збор. Зошто не снимите некоја реклама, например, платена од Министерството за здравство, за подобро упатување на здравствените установи, која програма е најдобра, па тие сами да одберат, па да се стават различни цени, за да можат да си одберат кој колку може да плати. Во очекување на одговор, мислам дека нема да ми одговори министерот, бидејќи досега не се пријави за реплика и сметам дека се тоа што кажав во право сум и овде има големи игри, но и за големи пари. Не очекувам дека ќе имаме во скоро време подобар здравствен систем од кој што ќе видат благодет пациентите. А сите ние сме потенцијални пациенти. Благодарам.